Пандемијата покажа дека за секоја држава најевтино е домашното производство. Затоа инвестициите во агросекторот се добредојдени, а владата преку сет мерки и програми ќе им помогне во таа мисија преку искористување на средства од ЕУ фондовите и од ИПАРД фондовите за модернизирање на производството и добивање на конкурентен производ. Ова го истакна министерот Аријанит Хоџа на средбата со Сдруженијето за земјоделство и прехранбена индустрија при Стопанската комора на Македонија. Битно е за нас како министерство да го слушаме гласот на бизнис секторот, кој е многу важен за оваа гранка и заради тоа овој состанок ќе биде, односно средба ќе биде повеќе од интерактивен аспект, за да се слушаат сите предлози, сите забелешки, сите видувања, за ние да може да подготвиме една програма што ќе биде навистина реалистичка и ориентирана кон развојот на овој сектор, така да очекувам дека до крајот на годината ова нема да биде последниот состанок. Ние пред подготовката на програмата ќе имаме и дополнителен состанок, каде што ќе ги споделиме сите видувања од страна и предлози од страна на бизнис секторот, за да можеме да изнајдеме, односно да предложиме програма за прв пат што ќе биде ориентирана повеќе во делот на развојните компоненти во земјоделството. Представниците од приватниот агросектор истакнаа дека државата треба да ги мотивира големите компании, бидејќи тие се локомотивата која ја движи економијата и дека тоа се европски принципи да се стимулираат сите кои сакаат да работат и знаат како. Тие ги скажаа своите предлози и идеи за подобрување на состојбата во агросекторот, но и за реализација на нивните планови, побараа поддршка од државата. Што е целта? Целта е да се донесат мерки и активности кои што прво ќе обезбедат стабилизација и да се спречи натамошното опаѓање на производната и суровинската база, за да можеме потоа да зборуваме и за развој. Збориме за спречување на падот на сточниот фонд, спречување на намалувањето на количините на лебно жито, намалувањето на површините под лозови насади. Ке се навратам со неколку збора и на ситуацијата со ковидот, тоа е она што сите нас сега не преокупира во периодот. Спротивно на перцепцијата дека овој сектор можеби и не беше толку погоден од кризата, бидејќи обезбедува основни прехранбени производи, ситуацијата е многу поинаква. После првите проблеми кои што беа од логистичка природа во самиот почеток на кризата, тие ги пребродивме, меѓутоа сепак останува фактот дека дури 51% од анкетираните субјекти во агрокомплексот изгубиле сделки. Но македонското земјоделство во изминатите 25 години се соочува и со големи предизвици. Членството во Светската трговска организација, спогодбата со Европската унија, членството во ЦЕФТА ги прошири можностите за зголемување на извозот, но истовремено ја зголеми и домашната конкуренција. Создавањето на конкурентен земјоделско прехранбен сектор, кој ќе ги искористи компаративните предности на земјата, бара доследно спроведување со сеопфатни мерки во низ области, вклучувајќи ефективни земјишни политики, финансирање, преструктурирање на земјоделското производство во насока на производи со дефицит на високи примања и ефективни пазари кои обезбедуваат соодветна средина за техничките и предприемачките вештини на домашните фармери. Министерот исто така истакна дека Министерството ќе продолжи со директната поддршка преку субвенциите, ИПАР, преку одговор на сите важни барања како намалувањето на ДДВ за месо за преработка што за краток временски период покажа резултати, поддршка на извозот на вино или €1.000.000 преку ИПАРД што ги користат сериозните компании.